Да, денеска пред малку се усвои буџетот на општина Струмица за наредната 2021 година. Буџетот за оваа година ќе тежи 1 милиарда 191 милион 308.556 денари. Вкупниот буџет, од кои знаеме дека поголемиот процент се блок дотации кои што доаѓаат како трансфери од централното ниво за плати на ово образованието, детските градинки и така натаму. И она што е поважно за нас, како дел од кој што ние црпиме средства за развој на нашата општина, тоа е основниот буџет кој што за оваа година ќе изнесува 459 милиони 32.738 денари. Овој основен буџет е практично оној кој што нас не интересира и кој што ги опфаќа сите програми кои што ги усвоивме до предвидениот законски рок, а тоа е 15 ноември, во кој што се предвидуваат идните проекции и цели и инвестиции во нашата општина. Пред се мислам на капитални инвестиции од областта на инфраструктурни зафати, како што се патишта, тротоари, инфраструктурни проекти, канализациони проекти и така натаму, онаа што би требало да го подигне квалитетот на животот на нашите сограѓани, и тоа е еден процент кој што е задоволителен, кој што е повисок од минатата година и кој што обезбедува развојна нота да го содржи овој буџет за наредната година. И јас се надевам дека е реално остварлив, го креиравме врз база пред се на потребите на граѓаните. Оваа година секако не можеме да го занемариме фактот дека еден нов предизвик неочекуван и за нашата општина, и за државата, и за целиот свет, до некаде не ја успори динамиката на остварување, меѓутоа показателите покажуваат дека приходите се прилично добро или со голем процент остварени во претходната година, што значи финансиски не ја поремети работата на општина Струмица. Дури би кажал, согласно новиот закон за креирање на буџет на единиците на локална самоуправа, кој што имаше ограничувачка нота да бидат проектирани буџетите дополнително со плюс 30% од средната вредност на остварените приходи во последните 3 години, општина Струмица е една од ретките во нашата држава, меѓу 3, ако не се лажем, општини кои што доби дозвола да го прошири буџетот за околу 13 милиони денари, меѓу ретките општини, го давам како поента или како показател дека приходите општина Струмица во последните 3 години прилично добро и со добар процент ги остварил, и врз база на таа пресметка добивме таа можност што е еден вид и признание за нашата општина. Да, она што најмногу ги интересира нашите граѓани, ми се чини, тоа се капиталните инвестиции, односно изградбата на инфраструктура, барем инфраструктурни проекти, барем по оние буџетски форуми и контакти со граѓаните кои што досега и како општина Струмица и јас лично сум ги имал во претходниот период, значи најмногу се интересираат и најмногу ги посакуваат инфраструктурните проекти како улици, патишта, тротоари, канализациони системи и така натаму. И добар процент од овој буџет е наменет кон овие капитални инвестиции, што го прави да биде развоен, но секако треба да знаеме дека општина Струмица има една традиција и на програми, други програми кои што навлегуваат и во сферата на образованието, исто така капитални инвестиции, во областа на социјалната заштита и во областа на културата, во областа на меѓународната соработка, кои што исто така се вметнати во овој буџет и кои што ќе треба да придонесат во развивањето на квалитетот на живот на нашите граѓани и подобрувањето на рейтингот и на, да кажам, моќта или вредноста или представителноста на нашата општина во поширокото општество. Значи, делуваме, реагираме, односно исполнуваме врз база на креирани програми кои што опфаќаат
повеќе области кои што, знаете, согласно номенклатура имаат своји имиња и своји содржини, кои што предмалку ги спомнав. Не, баш напротив, јас би кажал дека во минатиот период по вредност, по обем, многу повеќе се инвестираше во населените места отколку во градот, што е еден можеби не новина, но една состојба која што треба да ја истакнеме. Тоа се, знаете, пред себе капитални инфраструктурни проекти од типот на канализациони системи кои што се многу опсежни, доста скапи и во самото проектирање и во самата изведба, кои што одзимаат доста време и доста финансии. И веројатно вие знаете, можам да ве потстам, во овој период од претходните 2 години, 4 канализациони системи во поголемите места, Банско е во тек како најнов, пред тоа Велјуса, претходно Просениково и Дабиле, значи крупни, капитални и скапи проекти кои што беа баш инвестирани во населените места. Во тек е проектирање на атмосферска канализациона линија, онака прописно би кажал со сите карактеристики на едно современо проектирање за атмосферска канализација во населеното место Муртино. Веќе изготвивме проект за канализационен и фекален и атмосферски канализационен систем во населеното место Градско Балдовци. Тие се заложби кои што и на претходните буџетски форуми беа рангирани на највисокото место по приоритетите кои што луѓето ги бараат. Значи, тие се инфраструктурни проекти кои што се во населените места, а во градот пред некој ден, вчера или пред некој ден, најавивме и тука едни по-сериозни инвестиции во однос на она што го зборувавме во нашата предизборна програма, а тоа се пороите Крушевска република и Светилијски порој, за кои обезбедивме веќе финансиски заокружувања во еден дел. Крушевска република, знаете, ќе биде финансиран во овој сегмент кој сега ќе се изведува исклучиво од општински средства, од буџетот, и Светилијски порој го најавивме, мислам, вчера со средства кои што се трансферирани од владата, благодарење на проект кој што сме го изготвиле, што сме го испроектирале со комплетна техничка документација и со одобрење за градба до владата, и врз база на што сме добиле еден финансиски импут, би кажал, од 1,4 милиони